Добро утро, време е да проанализираме што се случуваше вчера во Брисел, а секако и што ќе се случува во блиска иднина на релација Скопје-Софија повторно преку Брисел. Јас ставив наслов "Ова не е ни студен туш". Нормално, очекувано беше бугарско вето. Мој гостин е Ивон Величковски од Движењето за нова република. Ивон, добре дојде во студиото. Повторно ќе анализираме една ваква важна одлука на Брисел. Знаеме сега конечно расчистен е теренот, што бара Софија, дека тој билатерален проблем Европската Унија остава да си го решиме и пораката на Рот е многу јасна. Најдете компромис, па во декември ќе се видиме. Што значи сега ова вака сумирано? Благодарам за поканата и верувам ви во моје и во име на многу ваши пријатели да ви го честитам роденденот денеска. Се трудиме да ги криеме годините. Ваш избор, но во секој случај убав повод да започнеме со нешто малку повесело од она што го гледаме во изминатиот период. Уште еднаш благодарам. И она што сакаат да ни го представат практично сите, ајде да речам, чинители на јавното мислење во најголем дел владата. Имено она што вчера се случи не е воопшто никакво изненадување. Бевме подготвувани за тоа, така да кажеме, од добар дел од политичките чинители од опозицијата и бевме убедувани дека мали се шансите, но ете може да се случи такво нешто од страна на владата. За жал опозицијата излезе со точна проценка, а владата излезе со погрешна проценка дека нашите евроинтеграции ќе се придвижат веднаш уште во оваа прилика напред. Да не се лажеме, ова беше најавена ситуација, која што само на трио Димитров, Заев, Пендаровски не сакаа да го видат, или обратно, како сакате по кој редослед поредете ги. И денеска сме веќе соочени со потребата да ги разгледуваме причините, состојбите во кои што се наоѓаме, причините кои да не донесеа до таму, и слободно можеме да зборуваме сите оние меѓународни договори кои ги имаме подпишувано, но очигледно па и не сме се потрудиле во некои моменти да ги реализираме сериозно. Па вака сега ако правиме една рентген снимка, а би требало да правиме, нели, секоја сериозна држава, особено кандидатка за Европската Унија, треба да скенира. Преговарачката рамка е договорена, односно поставена. Јас не сум ја видел, искрено да бидам, не знам што се има внатре, меѓутоа поучени од искуството на Србија, знаеме дека таа преговарачка рамка може да се менува во текот на преговарачкиот процес, така што ништо не е дефинирано и не е дадено здраво за готово, еднаш за секогаш. Тоа Бугарија го знае, и она ги знае тие механизми, и сега она вели не може да се почнат преговори ако нашите три услови не ги поставиме во преговарачката рамка. Какви се шансите да влезат во таа рамка? Мислам дека треба да си, убеден сум дека треба да се соочиме со реалноста. Прво, да сватиме дека во овој процес ќе има многу одење напред и враќање назад. Прво, второ, дека дефиницијата ние немаме алтернатива не е точна. Ние имаме алтернатива, но треба да бидеме искрени дека не сакаме да бараме алтернатива. Не знам за владата, бидејќи во овој период како им се губеа оние проевропски позиции, така почна да излегуваат со ако не е да видиме некои други решенија. Јас веднаш ќе кажам не. Нема потреба да бараме други решенија за она што знаеме дека е исправен пат на Македонија. Но од друга страна, треба да видиме што е тоа што ни беше порачано, значи да го направиме тој наш длабински скрининг, да не чекаме друг да ни прави. Прво, второ, што е тоа што сме можеле подобро да го направиме, и трето, како ќе ја премостиме сега оваа ситуација. Да тргнеме од тоа дали еден конфликт, една разлика, една расправија, ако сакаме така да зборуваме, дали е наша, дали има употребна вредност или само ќе ја гледаме како расправија? Дали само ќе ја гледаме како пречка? Сметам дека, особено опозицијата, веќе за владата навистина не би сакал да зборувам, бидејќи предупредував од лани дека тешко ќе добиеме почеток на преговори. Еве го после година дена истото ни се случува и јасно е дека практично ова вето, колку што се однесува на евроинтегративниот процес, ајде да не го употребам изразот вето, но да кажам сопирање на процесот на добивање на почеток на преговорите, ова сопирање се случува или е вето за тоа трио Пендаровски, Заев, Димитров. Ние цело време знаеме какви забелешки нас ни се даваат.
Но ние не знаеме што е тоа со кое што македонските политичари настапиле во разговорите со нивните колеги, и тука морам да кажам дека ние мора да инсистираме на тоа да се знае за што е разговарано, што е ветувано, бидејќи денеска не можете да чуете што ветил Заев ли, Димитров ли, Пендаровски ли. Никој не сака да каже, но уште почудно, никој не сака да го постави ни прашањето. Еве јас го поставувам прашањето. Ако сакаме да бидеме отворени, да го прашаме и Мицкоски, како лидер на опозицијата, дали има нешто ветено, и секој од нив нека каже дали и што има ветено. Во овој момент ние треба да видиме и што е тоа што го имаме како поместување на ставовите на Бугарија визави Македонија. Ако гледаме во една историска рамка, постои голем исчекор меѓу тоа што Софија го тврдела за Македонија и македонците доскоро и она што е профилирана позиција на државата Бугарија во изминатиот период, во овој меѓупериод. Ако претходно сме имале постојана негација на постоењето на македонскиот народ, и ако токму Захариева е првата која што ќе соопшти признавањето на реалноста, да видиме што значи тоа во однос и на народот и на идентитетот. Дали сме свесни дека признавањето на македонскиот идентитет во меѓународно правна смисла од 45-та во исто време не го негира постоењето на македонскиот идентитет претходно? Прва работа. Второ, кој дел од дефинициите во однос на тоа кога е македонскиот јазик кодификуван значат дали претходно јазикот постоел, но не бил кодификуван? Каде е тука улогата на нашата дипломатија да ги искористи тие позиции и да ги постави на принципијална основа? Значи, јас цело време слушам неправда, 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 неправда. Во ред, политичарите не се тука само за да констатираат неправда, туку политичарите сме тука за да го констатираме она што е во моментот пречка и начините како да ги надминеме. Прва работа. Второ, во однос на говорот на омраза, Сабајлево читам информација во која што постои еден страшно сексистички и навредувачки говор кон две министерки за надворешни работи на соседни земји од висок државен функционер. Дали или од државен, односно од вршителна должност во државна институција, кој што тоа го пишува во свое име веројатно. Дали тука сметаме дека некој ќе го премолчи или нема да го забележи тоа? Че ние мораме да имаме точни позиции. Статусот на Твитер, мислам, го гледавме пред малку. Не сакам да го коментирам. Да, е ужасен, не сакам да коментирам. Има сексизам, има говор на омраза и тоа Не сакам да коментирам. Се надевам дека е лажна вест, но да се разбереме. Немојте да мислите дека овдека некој не ги следи сите статуси, особено на оние така наречени opinion makeri. Трето, да видиме што е она што значи вистинска употребна вредност на нашите аргументи и можеби најбитното четвртото. А кои се нашите поидовни позиции и аргументи? Да ве вратамо на почеток. Или на она што е суштина, да речеме, во моментот на развој на овие негативни аспекти на спорот визави нашата евроинтеграција. Ќе ве потсетам дека Народното собрание на Бугарија на 10 октомври 2019 година ја донесе она декларација за која што пишував тогаш како внимателно предупредување, избрано на точно на специфичен датум, 10 октомври, ден пред 11 октомври, во која што се наведени многу позиции, меѓу кои и потребата од лустрација на соработниците на поранешната служба во Македонија, но еден меморандум, но една декларација која што овде беше одмолчена. Потоа бевме изненадени што дошол меморандум од Софија со негови објаснувачки позиции и бил испратен до Брисел. Ајде да ве прашам, тој следеше 6 месеци, мислам, 6 до 8 месеци потоа. Ајде да се запрашаме во која временска рамка е тоа поставено. Прво, ние изборите лани требаше да ги имаме во декември. Значи, од страна на Бугарија било поставено прашање од страна на собранието, на кое што нашата кампања, нашата политичка кампања за изборите, кои беа предвремени, кои се одржаа годинава во јули, но требаше да се држат лани во декември. Нашите политички партии го избегнаа тоа прашање. Нашите аналитичари, политичари, opinion makeri воопшто не сакаат да зборуваат за тоа. За волја на вистината, мислам дека некои медиуми се фатија за декларацијата, ја анализира, помина повеќе од една година. За жал, официјална реакција немаше.
Имено. Одлично ви е констатацијата. Обично одиме, нели, испраќаме нон-пейпер вадиме или дипломатска нота пуштаме или ги правиме консултации, може тоа да биде и тивко, ама се прави тоа. Одлично ви е поентата, но внимавајте, ние почнавме да разговараме за декларацијата година дена подоцна. Така е. Задоцнато, многу задоцнато. Втора работа. Со што одговори државата Македонија? Со каков документ? Со каква анализа? Слушам сега декларации кои што се предвидуваат во собранието или се предлагаат или се дефинираат. Осуда на позициите на Бугарија, не знам, осуда на позициите во декларацијата на нивното собрание. Луѓе, јас не зборувам за тоа каков е нашиот став там, по однос на тоа каков документ донеле. Кои се нашите позиции? Нас ни треба документ државен, во кој што ќе кажеме, нашите поидовни позиции се тие и тие. Такво нешто немаме. Тоа е одговорноста на политичките партии, политичките чинители во собранието и тука. Оно што не сака да го прави владата, веднаш ќе кажем, опозицијата мора да го таргетира, мора да го спроведе и да извади на чистина кои се... Да, знаеш, мислам дека она што ние мислевме дека ни е само наш домашен проблем или домашна задача, испадна дека не е така. Бугарија вешто ги искористи своите позиции и инструменти во Европската Унија. Нормално, она е членка веќе подолго време. Имаат истакнати еврокомесари, личности кои се на светски позиции. Тоа можеме да го бараме како оправдание за себе. Но тоа не значи дека не сме требале да бидеме спремни. Точно така. За тоа. Значи не ги амнестирам, меѓутоа не можеш да живееш во своето трло да не гледаш што прават другите волци, нели? Народски кажено. Захариева вели преговарачката рамка за Албанија е окей, тоа можеме да ставиме подпис. За Македонија не ги завршила своите домашни задачи, што уште повеќе боли, нели? Кога си во ваква позиција, јас би рекол, залутана, ние сме доста залутани сега во моментот во однос на таргетот кон кој се стремиме, мислиме дека тоа така ќе се случи. Инстантно ќе се отвори вратата и ќе поминеш. Па зашто започнав од декларацијата? Само да завршам. Од друга страна пак Холандија вели за Македонија не е проблем, преговарачката рамка, меѓутоа за Албанија е проблем. И сега имаме тука една игра за која не верувам ја дека Османи или Никола Димитров, па и Пендаровски не знаат. Мислам дека има и театар малку на отворена сцена, политички театар. Улогата на Пломп Јуниор ја дефинира во едно пишување пред недела и пол, и морам да кажам дека Димитров ценам дека правеше се што може да ја тргне Македонија од Албанија, мислејќи дека на тој начин ќе помогне во тоа да ние не бидеме оптеретени со туѓи проблеми. Напротив, мислам дека на сите ни е јасно дека ако се движиме заедно, во случајот со Албанија, дека тие се два интегративни процеси кои се врзани еден со друг. И не верувам дека веќе, без оглед на тоа каква е новата преговарачка методологија, не верувам дека поединечни држави толку лесно, едноставно ќе поминуваат во процесот, а други ќе бидат држани на страна. Туку ќе треба да градиме сојузници и пријатели во регионот со кои што заедно треба да се движиме напред, а тоа ќе овозможи да заедно да си застапуваме интереси кои што пред третата страна, односно пред оние кои што ќе треба меѓу себе да преговараат како да ни го олеснат влезот во моментот кога ние ги исполнуваме Што може Германија да направи сега? Она најави дека тука задачи од наша страна. Ќе зајакне малце комуникација, Не сакам да влегувам во замислата лако ćemo, како што до сега тера владата. Сега ние ќе играме тука, сменивме име, влеговме во НАТО, па ќе видат сите други. Не, тоа не треба да се лажеме на таква ефтина игранка. И заради тоа кажувам, ова вето може би повеќе или ова стопирање, повеќе е однос кон Заев, Димитров и Пендаровски, одошто е кон Македонија и македонскиот народ. Мислам дека ако внимателно ги следиме пораките кои што доаѓаат од Софија, тие го таргетираат официјално Скопје, а она што се однесува до македонците, до признавањето на реалноста, на крајот на криштата ние мораме да тргнеме и од една основна премиса. Ние знаеме кои сме и што сме, знаеме кои не сме и што не сме, и тука мислам дека е воспоставена многу добра основа во разговорите на комисиите натаму да се третираат историските прашања. Забележете дека во оваа година дена, колку пати кај вас да сум гостувал и на други телевизии, секогаш сум избегнувал да изигравам поголем експерт за историја од историчарите.
Тоа е она кое што треба да се упати и нашата влада и нашите политички партии. Да, меѓутоа, точно е, основните ова е принципи- одлична забелешка, Ивон, меѓутоа, за жал, политичарите се истрчаа и од двете страни. Отидоа над комисиите и тие станаа, нели, главни во овој процес. Ние забелешката која што ја добивме, со која што не сакаше да се соочи Заев, бидејќи беше прочитан, мислам, многу јасно, и тоа не само во Софија, туку и во Брисел. Е во тоа што држењето на комисијата во неактивна позиција кон Бугарија, а во активна позиција кон Грција, бидејќи таму се одвиваат преговори и се уште се одвиваат, можеби со помал интензитет од што би сакале грците, но и тие се тековни преговори на комисиите, тие покажаа дека Скопје има различни аршини во спроведувањето на политиките. Друго, ќе ве вратам назад во спроведувањето на договорите и ќе ве вратам назад повторно на декларацијата, нешто што овдека сакавме да го заборавиме, па не знам, еве сега гледам, де Захариева била крива, де Каракачанов бил крив, сите се криви, нормално Заев и Димитров не се, според провладените, особено медиуми и социјални ботови. И па видете сега, ако е така, објаснете како председателот на Бугарија Радев се јави како официјален спонзор на донесената декларација во собранието за кое што зборувавме, која е донесена, внимавајте, со 4, ако не се лажам, воздржани гласови, со сите други гласови за, што значи дека сите политички партии таму ја институционализирале позицијата на државата. И тоа испокарани социјалисти со партијата на Борисов. Испокарани, тековни, забележуваме тековни протести и слично. Тоа значи дека оваа шема, како што се обидува некои наши аналитичари да кажат, тоа е кај нив за изборни потреби. Не, внимавајте. Немајте да ги повторуваме грешките со Грција што се правеа. Истите беа дефинициите кај нашите аналитичари овде. Тоа се грчки потреби за изборите во 90-ти. Не знам, прва, втора, трета, петта. Ние имавме спор што траеше 20 на години, на крај видовме како заврши. Затоа немојте со тие веќе познати аргументи кои што всушност никого не залажуваат, па дури не ја залажуваат, веќе не може да излажат јавноста во Македонија. Ние сме во асиметрична позиција. Бугарија има донесено државен став, а ние како држава парираме со пресконференции на политички партии и со изјави на министри во медиуми. Таа работа не оди така, тоа е крајно аматерски. Добро, дозволете уште едно. Да. Дозволете уште едно. Се отвори сега една дебата, особено на социјалните мрежи, кои гледам дека се многу повознемирани од што граѓаните воопшто. Бидејќи на социјалните мрежи забележувам дека се води практично еден формат на битка за одржување на елитите, а не за остварување на интересите на граѓаните. Затоа сум и вака спокоен и сакам да ги успокојам граѓаните да знаат дека во секој момент кога има предизвици, има и можности тие да се надминат, да отворат нови перспективи. Но она што во старт сакам да го кажам, ова трио не може да ги испорача потребните резултати. Водејќи се од таа расправа на социјалните мрежи, забележете каква беше вознемиреност кога се чепна Тито од страна на Захариева. И она што е најсмешно денеска, се забележува дека, мислам дека и вашиот вчерашен гостин зборуваше на таа тема, практично се забележува дека овдека, па јас да не претерам, да не бидам буквално сватен, но ве молам, па овдека помалку се ги болеше тие ботови на социјалните мрежи и политички лидерства на партиите, помалку ги болеше кога беше Гоце Делчев атакуван. А за Тито овдека се дигна страшна фама. Ќе мораме да се соочиме со некои историски реалности. Точно погодила во нервот. Па мислам дека и вашиот вчерашен соговорник, кој е многу точно постручен во доменот на анализата на социјалните прашања, многу точно тоа го лоцираше. Тоа значи дека кај нас имаме уште прашања кои треба да ги отвориме. Точно тоа беше релацијата за идентитетите и практично таа една идентитетска матрица, поврзаноста со Тито, кај голем дел од граѓаните или овие дури елити постои. Заради тоа, овие елити практично се презрени и заради тоа нивната аргументација за по дома веќе не минува кај домашната средина, кај македонскиот народ, воопшто кај граѓаните на Македонија, но во исто време забележувате дека не минува веќе ни во Брисел. Едноставно, значи таму е покажано дека Македонија избегнала спроведување на одредени обврски. Во еден момент е создадена пирамида на пизма, и примерите, како овој кој што го цитиравме претходно, кој што ќе кажам го осудувам, но се надевам дека станува збор за лажна вест. Таквите примери само се документираат и се држат како
доказ за тоа што всушност значи една кампања на која не е оди во прилог на добрососедските односи. 61-62 гласа едва се собираат нели во македонското собрание. Можно ли е оваа постава или овои трилинг политичари да дојдат до некаков си компромис? Компромис за жал. Без опозицијата. Компромис за жал, компромис за жал не може да биде постигнат во услови кога Заев и Димитров се креатори и спроведувачи на надворешната политика. Османи тука влегува, ако не се лажам, некаде во август месец, во делот на надворешните работи. Тој е добро запознат, но ако продолжи со оваа риторика во која што влегува и тој самиот, мислам дека ќе стане составен дел од проблемот, па тој трилинг тоа трио ќе стане квартет. Проблемот е во тоа што проблемите се создадени претходно. И со овие проблеми ќе треба да се занимава и секоја следна влада. Она кое што е прашање сега, што опозицијата може и треба да направи. Прво, останувам на тоа дека од Заев не треба да се бара оставка, туку треба да се создаде мнозинство за неговата влада да биде и тој да биде сменет во собранието. Тоа ќе значи ослободување од обврските, бидејќи Заев, Димитров се најслабите алки, всушност сега во моментов во преговорите со Бугарија. Тоа ќе значи ослободување на Македонија од обврските кои тој ги презел, а за кои што се повеќе луѓе зборуваат. Јас не сакам да шпекулирам, но се слушаат дали се економски, дали се политички обврски. И треба да внимаваме. Обврска преземена пред стапување на функција е политичка обврска, но обврска преземена по стапување на функција е државна обврска. Затоа повторно го поставувам прашањето пред да влеземе да обвинуваме се повеќе и повеќе актери, да се запрашаме и да добиеме одговор што е тоа што е ветено. Ако е точно дека Бојко Борисов не му честитал на својот пријател Зоран Заев за наградата на Фридрих Ебер Штифтунг за човекови права, тоа значи дека Борисов не е задоволен од она што не му го испорачал неговиот пријател Зоран Заев. Она што Софија го прави во моментот е унисона позиција на сите нивни државни и политички актери. Она што е во Скопје е немање позиција или спротивни позиции на сите политички актери и немање позиција на ниту еден државен актер врз основа на официјален државен документ. Во тој момент, како се чувствува Заев, дали е навреден или среќен од тоа дали се слушнал или не се слушнал со Борисов, мене воопшто не ме интересира. Повторно ќе кажам, ова е држава. Овде личните чувства секој од нас ги носи, но во моментот кога доаѓа, да речеме, во ова студио ги остава на страна, се однесува професионално. Вие сте професионален новинар, а јас сум должен професионално да се однесувам кон вашата публика и воопшто кон граѓаните, бидејќи очекувам или сум добивал плата од нивни средства. Емоциите по дома. Да, јас го ставив ова во контекст на, еве да речем, истрагата е во тек и кога нели трае истрагата новинарска, дали е точна таа информација или не е точна, бидејќи ние немаме официјален избор за тоа дека тој наводно усно дал ветување, ние ги анализираме сите потези, нели гримаси на лицето, кремљологија и така натаму. Ова е еден од тие индикатори. Гледаме дека председателот многу лесно го отфрли барањето на опозицијата за лидерска средба, нема состаноци на Комисијата за надворешна политика токму на оваа тема, иако тоа се е задоцнето. Процесот е отиде многу далеку. Возот, што би рекле, веќе ја напушти онаа станица на која требаше да се качиме ние како политички субјекти и општество, за да анализираме што не чека со Бугарија визави интеграциите. Сега, понатаму, точката е, ова е точка на смрзнување или точка на топење и давање се што може да го побараат бугарите. Доколку продолжиме со оваа позиција, ние веќе нема ни да знаеме што е од нас побарано, а што сме дале. Затоа повторно враќам назад и сега сметам дека веќе не треба да се занимаваме со Заев и со Димитров. Сметам дека сега би било упатно да опозицијата, парламентарната, да речеме, ВМРО ДПМН, пристапи во преговори за промена на владата и со коалициони партнери на СДСМ, и со делови од СДСМ, и со ДУИ. Тоа е затоа што верувам дека сите се свесни дека овдека е потребна поширока влада од капацитетот што го има во моментот. Во кој формат? Тоа е прашање на оние политички чинители кои што се внатре во собранието
И тоа е форматот кој што тие ќе го утврдат во меѓусебна консултација. Јас овде не доаѓам ниту како претендент на функција, ниту врз основа на претходно договарана или не знам креирана позиција. Јас зборувам за креирана политика. А личното имплантирање воопшто не е тука прашање. Затоа сега ги охрабрувам, значи без никакво очекување и потреба и слично, да влезат во тој процес. Затоа што во еден момент ќе биде неопходно да се остават непринципиелните или неполитичките обврски преземени од поединци за државата и народот да не бидат ставени во залог. И тука сум многу внимателен, многу прецизен и многу јасен. Забележувате дека во ниедна изјава што давам сега не внесувам ниту непотребна емоција, ниту сакам да се држам само до гола фактографија. Ја давам политичката и суштинската анализа и предлог. Ова го велам затоа што во тој момент можеме да пристапиме кон градење државни позиции, кон дознавање што се преговарало, не мора да зборуваме за детали, но мора да постои основен диалог меѓу власта и опозицијата, врз основа на кој натаму ќе се изградат позиции кои ќе го олеснат процесот, ќе се согледаат предностите од досегашните изјави и гестови и на Бугарија, и на оно што го правела Македонија, за да се намали разликата. И не сум оптимист дека до декември би успеале во такво нешто, но доколку овие две слаби карики бидат надминати, овие двајца чинители, Заев и Димитров, ние веќе во февруари-март ќе можеме да зборуваме за нова динамика во креирањето на преговарачката рамка и во движењето напред кон Па, мислам дека некој испомна дека 2021 година ќе биде тоа што, еве, Иван го најавуваш. Ти благодарам за гостувањево и за ова, еве, да потврдам со студена глава, без многу емоции и не знам нервоза, анализа. Без нервоза. Емоција секој од нас има, така бидејќи доколку ја немам емоцијата да ја сакам сопствената држава, сопствениот народ, сопствените граѓани. Точно. Со политика не сум имал потреба ни да се занимавам. Точно, меѓутоа ние влеговме и во една мала пародија, национална пародија, ќе кажем, ќе си дозволам таква слобода. Мислевме дека колата ќе ни се скрши на Гоце Делчев, автобусот ни излета на Маршал Тито и тоа е она што не го очекувавме. Дозволете и вас, Ивановски, и на гледачите да им порачам. Воопшто да не се грижат. Кршењето на старите предрасуди не е страшно доколку донесат нов квалитет на државата. Елитите се менливи, државата останува. Благодарам уште еднаш, Иван. Секој е добро, а драги гледачи, ве оставам со колешката Ирена Спировска. Ирена, повели. Христо, благодарам.